Почитувани колеги, почитувани и некаде на овој настан е Евростат, статистички активности. Ни представуваме сведоци на еден историски настан, со тоа ја поддржува и ја брани професионалната од збројни влијателни статистики. Почитувана директорка на Евростат, Маријана Коцева, почитуван амбасадор на Европската Унија, господин Самуел Жбогар, почитуван гувернер на Народната банка на Република Македонија, почитуван председател на МАНУ, господин ректор, почитуван декан на економскиот факултет, почитуван министер Тевдовски, министер Шапорич, почитуван директор на Заводот за статистика на Република Македонија, драги професори, почитувани и драги студенти, почитувани медиуми, дозволете ми на самиот почеток да го изразам моето големо задоволство што имаме можност заедно да го одбележиме денот на европската статистика. Наш заеднички предизвик е да придонесеме за остварувањето на мотото на овој голем европски ден. Подобри податоци, подобар живот. Владата на Република Македонија оцени дека е од голема важност за Република Македонија како дел од напорите за целосно имплементирање на европските вредности во Македонија, да ја усвои декларацијата за посветеност кон доверба во официјалната статистика и тоа го направи на својата 93-та седница, одржана на 9 октомври 2018 година. Денеска ја имам токму јас честа да потпишам декларацијата за посветеност кон довербата во официјалната статистика. Особена чест секако ми представува што тоа ќе го направам токму овде во амфитеатар 1 на економскиот факултет, каде што и лично следев предавања додека бев студент на економскиот факултет, меѓу кои секако и по предметот статистика. Со усвојувањето на декларацијата на владата на Република Македонија, од владата на Република Македонија, формално се заложуваме за преземање на сите неопходни мерки за зацврстување и одржување на довербата во официјалната статистика и за следење на спроведување на Кодексот за работа на европската статистика. Со освојувањето на оваа декларација, Република Македонија официјално од денеска се приклучува кон земјите кои веќе ја имаат потпишана оваа декларација: Шведска, Словенија, Ирска, Белгија, Грција, Романија, Црна Гора и Албанија. Веродостојните статистики се неопходен услов за креирање одржливи политики и научни истражувања, базирани врз докази и добра функционална демократија. Во таа смисла, кредибилитетот на националниот статистички систем е еден од неопходните услови за доверба во мерките и политиките што ги усвојува и ги спроведува владата на Република Македонија, но и за научните анализи, истражувањата и трудовите кои произлегуваат од Универзитетот Свети Кирил и Методи и другите научно-образовни установи. Почитувани, особено ме радува фактот што македонскиот статистички систем се развива и ќе продолжи да се развива во согласност со правилата и стандардите на европскиот статистички систем. Државниот завод за статистика денеска представува синоним за независна институција која постојано ги напредува и модернизира своите истражувачки процеси и методологии согласно европските пракси и стандарди. Ваквите позитивни резултати од работењето на Државниот завод за статистика се потврдени. Директорот Цимовски ме информираше дека со последното партнерско оценување се наведува дека Државниот завод за статистика од повеќе аспекти веќе е во согласност со Европскиот кодекс на статистички пракси и како институција блиску споредлив со статистичките институции на многу земји од Европската Унија. Ова е голем успех за Државниот завод за статистика, а секако и за Република Македонија. Во една прилика посочив дека најголем предизвик на економски развој на земјата е членството во Европската Унија и НАТО. Денешниот ден, преку потпишување на декларацијата, представува символичен чекор напред, поблиску до таа наша стратешка цел. Преку оваа декларација изразуваме целосна посветеност кон
Подршка на Државниот завод за статистика и другите производители на официјални статистики за одржување на довербата на јавноста во нивната работа, вклучувајќи и соодветни активности ако е потребно. Обезбедување услови за одржливо функционирање на македонската национална статистика во согласност со Кодексот за работа на европската статистика. Целосно почитување на меѓународните и европските стандарди за квалитетот на статистиката, особено на Кодексот за работа на европската статистика. Ова се само дел од заложбите пропишани во декларацијата. На самиот крај, пред да ја подпишам декларацијата, дозволете ми уште еднаш да го честитам Денот на европската статистика во духот на европските вредности, да ја продолжиме одличната институционална соработка меѓу владата на Република Македонија, Евростат и Државниот завод за статистика и Универзитетот Свети Кирил и Методи, со цел подобрите статистички податоци да придонесат и кон подобар квалитет на живот на сите граѓани на Република Македонија. Благодарам.